Пристигна веќе во меѓувреме нашиот гостин Стефан Кирков, долгогодишен активист за заштита на животните, кинолошки судија, но ова утро пред се овде како ЗУ активист. Стефан, добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Стефан, рековме долгогодишен, тоа значи колку што јас знам за тебе дека уште од мали нозе. Така. Дали би ти дошло некогаш наум дека ќе дојде ден кога обично или активистите штитите се залагате за бездомни, да, но за бездомни животни, дека ќе треба да штитите и браните животни кои што живеат во зоолошката градина? Така, знаете како јавам тие што ги сакаме животните, ги сакаме без разлика дали се расни или не расни. Кој сака животни, се ги сака со целото срце, не му пречи дали тоа е некоја раса или било да припаѓа нели на бездом или слично. Ние активистите секогаш сме гласни кога станува збор за правата на животните и за хуманиот третман. Јас како што памтам, за мене сум од најмала возраст со животинчиња, што по дома, што како активист, што како посетител, што како донатор и волонтер во сите оние стационари, па и зоолошката градина, таму е место каде што можам да кажам и пораснав, така да и во моментов ми е навистина многу криво и секогаш сум бил гласноговорник, сум ги фалел сите оние работи кои биле позитивни и се случувале во зоолошката градина, но и јавен критичар и гласен поборник кога се работи за некоја неправда кога што се случува во моментов. Да, исто и за мене ова ново и непријатно искуство. Секогаш сме имале одлична соработка со вработените, секогаш ни биле вратите таму широм отворени. Сме имале во живо вклучување за време на пандемијата и секогаш биле тие убави и гостувања и репортажи. За прв пат, се така со мачина, со горчина, ќе зборуваме за зоолошката градина како место каде што умираат животните. Благо речено, неубаво место каде што случуваат немили настани. Ти многу подиректно, појасно и погласно ја нарече зоолошката куќа на стравот. Куќата на стравот, да. Можам да кажам слободно првично да ги поздравиме сите вработени во зоолошката градина, затоа што тие се луѓе кои се таму со години, кои се стручни и навистина и они се загрижени што во моментов еве можам да кажам дека во последниве 2 години, за жал, нашата зоолошка градина, значи лицето на град Скопје, доживува во моментов еден темен мрак. Се работи за помор на животни и оние животни екзотични кои можам да кажам, претходната гарнитура и ководство ги донесе во Скопје ЗУ, тие се на цела Македонија, на сите скопјани, на сите туристи кои доаѓаат во зоолошката градина. За жал, во последниве 2 години скопската зоолошка доживува темен мрак и е све само не зоолошка градина. Ајде започнеме од последниот случај. Так. Станува збор за смрт на 3 расни ретки коњи. Тоа што се расни, ретки, скапи, ми е лично мене не ми е толку важно, станува збор за 3 живи суштества. Так, можам да кажам дека навистина се разбудивме со една лоша вест, вест која не потресе сите кои се сакаме зоолошката градина, се ги сакаме животните. Добивме вест дека се заболени 2 коња, првично беше информацијата од расата преживалски коњ. Можам да кажам дека тие се донација од Монголија, од еден национален парк, донација од една фирма која ги донираше коњите пред 10 години. Значи тие се староседелци во нашата скопска зоолошка, коњи кои се диви коњи. Меѓутоа се толку екзотични, толку преубави, толку беа атракција за посетители, доаѓаат туристи од другите земи само за да ги видат тие коњи. И навистина ми е многу криво што еве завршена на ваков начин. Беа заболени, имавме буквално да кажам, немавме никаква информација од менеджментот на зоолошката што се работи. Дури пристапот до коњите беше забранен. Можеби тоа го оправдува, можеби не. Меѓутоа, се уште ние и после 3-4 дена немаме никакви информации од што 3 коњи во рок од 24 часа погина. Пак ќе кажам, станува збор за едни животни кои се долго време во зоолошката градина, кои се навистина реткост да се имаат и привилегија. Скопје ЗУ беше, може да кажем, една од 3 европски зоолошки кои имавме таков тип на животни. Со оваа смрт на овие 3 коњи се наметнуваат повеќе прашања. Прво, ова што рече дека немаме никаков контакт и не само вие активистите и новинарите се обидуваат да стапат во контакт со директорот, едноставно не дава изјави, ги чека резултатите од обдукцијата. Прво, дали некој што
тоа не е приватно лице во овој случај. Ние не го прашуваме за дома што му се случува, кој што живее од наши пари, смее така да одбие изјава. Искрено само ќе кажам, Скопјани ние посетителите и сите Скопјани сме емотивно врзани за таа зоолошка градина. Значи таму секојдневно доаѓаат, од најмала возраст, таму идат посетители, може да видиме пензионери како со своите внучиња се ги шетаат во зоолошката градина. Луѓе кои постојано се таму. И ова што се случува во моментов навистина ги боли. Таква арогантност јас не памтам да имам од град Скопје во моментов и од таа установа, затоа што мислам дека заслужуваме да ги знаеме причините и заслужуваме да знаеме што се случува во зоолошката градина. Фер е да се каже, доколку имаме проблем, треба тој проблем да се сподели. Заедно со активистите, заедно со повеќе глави кога размислуваат, мислам дека е многу полесно да се најде решение отколку 2 години ние да доживуваме помор. Никаде не се откривам една ексклузивна информација во вашата емисија, никаде не се знае дека во месец мај, јуни гинеа 2 пингвина. Тоа не искочи. Значи ние може да имаме ефтин пиар на социјалните мрежи кога ќе се случи нешто добро и тоа е супер. Меѓутоа кога имаме овакви вести и кога имаме проблем, вратите на зоолошка градина и пиар службите кои 2 пиари, 2 потпаролки има во таа установа, они се неми и за вас новинарите и за нас за активистите и неми за сите кои доаѓаме како редовни посетители таму. Многу добро знам дека не беа неми, бидејќи ги познавам, бидејќи исто не имаат гостувано, што значи ова се неми последниве 2 години, така? Последниве 2 години ние имаме тотален игнор, можем да кажем, од целата установа во Скопје. Во недостаток на информации, сега нормално дека се шпекулира, веднаш значи прострои информација дека се има сомнеж дека коњите се отруени. Да, во јавноста се значитовме све и се што, можем да кажем, но секогаш велам треба да го добиеме патолошкиот наод од обдукцијата која се прави на погинатото животно, за да се добијат првичните, да се добие официјалната нели слика од што се случило тоа. Меѓутоа шпекулација имаше еден тон во јавноста, она што ние го знаеме како активисти, она што и зоонегувателите кои ни се пријатели и секој им е навистина многу криво што ова се случи, затоа што тие се луѓе кои секојдневно се со животните таму. Значи они се ги чувствуваат веќе како нивни миленичиња, они се работиме секој ден да бидат со таму, со нив. Информациите кажуваат дека коњите дефинитивно се затруени. Затруени се од ако жирафата е, ќе кажем, погина од салмонела, патолошкиот наод, иако проба службите умешно да го скријат тоа, се покажа дека погина од салмонела, која е плод на нездрава и расипана исхрана. Сега тука се поставува прашањето, ако знаеме дека град Скопје и зоолошка градина редовно имаат годишни тендери за набавка на свежа и првокласна храна, зеленчук, сено, овоше, тука се поставува прашањето каде завршува таа храна и зошто животните се хранат со некоја трета, четврта класна храна која е донација од една позната македонска фирма, која место да го уништи тоа овоше и зеленчук кој останал по маркетите, во нивните маркети како овоше кое го проценили дека треба да се уништи во друштво, а тоа кошта пари, за да не се уништи, тие истите го донираат во оваа установа, а во зоолошка не постои технолог кој може да процени за квалитетот на овошето, за квалитетот на исхраната. Дали, еве ќе земеме пример, ова јаболко треба да се даде на животното, дали доволно е оштетено, скапано, мовлосано, немаме никаков технолог кој ќе направи проценка и замислете тоа овоше се даваше на животните. Придонесе за смрт на жирафата, придонесе за смрт од нехигиена на пингвините, туку што прашањето отворено, ние сега имаме најнов помор на животни на 3 коњи кои јас сум 90% убеден дека истата бактерија ќе се појави во патолошкиот наод на овие животни. Кога сме кај исхраната, бидејќи рече Куќа на стравот, значи хорор филм, најхорор моментот се беше оној момент кога беше буквално зоолошката претворена во кланица, која беа заклани колку коњи, подсетиме те му? Околу 14 коњи и мазги, да. Што само по себе е непоимливо да убиеш едно животно за да нахраниш друго животно. Неразбирливо ми е. Така, тоа е, пак ќе кажем, еден преседан кој се случи кај нас, за жал, од најпосетуваната институција во Македонија и во време на ковид и пост-ковид. Зоолошката градина беше најпосетувана институција во Македонија. Имаше рекорди, расте се број. Рекорди, имаше иновации, луѓето сака да доаѓаат во зоолошката градина. Ние преку ноќ со доаѓањето на новата гарнитура сега која е во зоолошка градина и во град Скопје, за жал,
станавме кланица, зоолошка која пишуваат на светските медиуми како логор за животните. Затоа што еве она што го спомнавте и вие, се донираа коњи од несовесни одгледувачи, од несовесни сопственици, коњи кои ги гледаме по парковите беа запленети од државата и донирани на Скопската зоолошка градина. И вие замислете, преку ноќ тие коњи се внесуваат во Скопската зоолошка градина, некој таму непроверени. Тие се подлежа на ветеринарен третман. Значи, за да влезе животно во зоолошката, мора нели да се направи одредени испитувања дали е болно, не е болно. Таму некој директор, јас унаводници иронично ќе го кажам ова директор, затоа што направил проценка, замислете дека тие нема да бидат доволна атракција во зоолошката градина, нема ли економска исплатливост, тога зошто ги земате ако немате економска? Не, исто како сите неубави луѓе да ги убиеш, затоа што не се доволно убави, така? Покрај тендер кој земаат од стотици, можам да кажам, десетици илјадници евра за месо, тоа може да го видиме на сајтот за јавни набавки од многу јаки компании првокласно месо, тој истиот директор, замислете, кој доаѓа од секторот за коњи, прави проценки, донесува одлука дека тие коњи треба да се заколат и да ради економска исплатливост. Значи тоа, пак ќе кажам, не сакам да употребам некои невкусни зборови, тоа не е преседан, тоа е нешто што треба кривично да се одговара и тој човек треба да му се пресуди за ова што го направи. За жал тој човек и ден денес работи во зоолошката градина. Да, ти не сакаш да употребуваш не зборови, јас едноставно немам зборови ова кога го слушам што го кажуваш. И тој момент ми е фрапантен. Знаеме дека беше разрешен директорот. Тој беше разрешен искрено, меѓутоа тој се уште работи таму. Се уште работи таму? И е втор човек до директорот. Се уште прима плата од нас, така, од љубителите на животните, од посетителите и се уште поимот одговорност е апстрактен поим, така? Не постои, мислам, ова е не само преседан, за оваа случка пишува многу светски медиуми кои ги пратат зоолошките градини. Значи имаме ние медиуми кои они на дневна основа добиваат информации кое животно во некоја зоолошка се родило, од кој е заштитен вид е. За жал, Скопската зоолошка градина дојде до дереже да се пишува како куќата на стравот, затоа и го употребив тој израз деновија кога често новинарите ме прашуваат што и како се случува во зоолошката градина и можам да кажам куќа на стравот е сепак во блага форма. Многу полоши работи се случуваат во зоолошката градина за кои ние имаме информации, меѓутоа овде ќе сум љут и ќе кажам затоа што кај се друштвата за заштита на животни сега во моментов. Едноставно доживуваме штама, порано ако можам да кажам на иронија ќе се утепаше комарец па беа гласни по социјалните мрежи, се ние имаме молк. Зошто? Затоа што сите се поуправни одбори назначени од градоначалничката Даниела Арсовска и се штами. Значи буквално се купија. И тогаш го поставуваме прашањето дали вие навистина сте љубители на животни кога на вакви неправди вие молчите. Овде не треба да се молчи, овде мислам дека треба да бидеме сите гласни, затоа што кој сака животни, кој си сака Скопје и зоолошката градина, ова не боли и мислам дека ред е да се поднесе веднаш одговорност, да се поднесат неотповидливи оставки и таму да дојде менаџерски тим кој ќе се потруди да го крене нивото на зоолошката градина и за цел само за благосостојба на животните и урбано очување на тие и малку што не остануваат во моментов. Да, велиш дека си лут, прашањето е зашто другите не се лути, многу поадекватно отколку зашто си ти лут. Го спомена моментот дека кој знае што се случува таму за затворени врати, дека нешто знаете, нешто не. И за ова немаше да се знае да не беше пријавено од страна на вработа. Да. Сето ова, јас не знам кој го пријави случајот, но му честитам од се срце, му се заблагодарувам од името на сите кои си ги сакаме животните и зоолошката градина како установа, како скопска установа. Овој случај беше пријавен, замислете, од зоонеговател. Значи човек кој го боли, кој е секој ден со животните таму, кој видел дека нешто се случува и сакал да алармира со цел да се превземе нешто. И се охрабрил и јас ги охрабрувам сите вработени да не бидат неми, да не се плашат, него Скопје сме урбан народ. Ние кои си ги сакаме животните сме, можем да кажам, некој вид на секта луѓе, позитивна секта на луѓе кои нема да останеме неми, ќе ги заштитиме сите оние кои од внатре работат и ќе бидат гласни и да кажат за неправдите кои им се случуваат на животните, па и на вработените во Скопје. Сето ова што го набројувавме и многу повеќе од тоа придонесе до тоа да го изгубиме, односно зоолошката градина да го изгуби
требаше да биде, како беше, кандидат за член на ЕАЗа, така? Да, ЕАЗа е Европска асоциација на зоолошки аквариуми. Таму сите земји од Европска унија и потенцијални членки на Европска унија, зоолошките имаат како асоциација. Таа асоциација е толку моќна со тоа што прави размена на животни, земаат животни од Африка, од екзотични места и се прави размена помеѓу зоолошките. Каде има, например, поише крокодили, ќе даде крокодил во Скопје, ќе даде крокодил во Белград и сите поголеми зоолошки се членка на ЕАЗа. ЕАЗа е толку моќна што доколку ние станевме членка, го имавме последниот скрининг за да станеме членка, ќе бевме како установа независни финансиски од град Скопје. Тоа е многу битно македонската јавност да го знае. Што конкретно ние изгубивме? Ние со последните случувања изгубивме да станеме членка на ЕАЗа, односно ЕАЗа се произнесе дека поради се што се случува во зоолошката градина, ние 8 години немаме право да бидеме кандидат членка. А замислете, бевме на прагот на вратите на ЕАЗа. И тоа боли, и затоа мислам дека, пак ќе спомнам зборот одговорност на оваа гарнитура и на оваа градоначалничка кој во моментов на град Скопје не може за жал да го чуеме и да побараме еве јавно од нејзе да конечно се произнесе и да се побара одговорност на сето ова што се случува во Скопје ЗУ. Стефан, сигурно ги пратиш медиумиве деновиве, доста гласни беа на прашањето дали за доброто на животните е подобро да се затвори дори зоолошката. За жал искам да се кажам, кој што кажав и на почетокот, јас сум од најмала возраст дете растано во зоолошка градина помеѓу животните. Емотивно сум врзан, но покрај се што гледам овие 2 години што се случува таму. Можеби ќе звучи, ќе бидам и искритикуван, но секогаш сум јасен во своите ставови без разлика, без перде дали на тоа некому се допаѓа или не, ако не сме способни да раководиме со таква институција. Сепак станува збор за животни, за живи животни со емоции, со душа кои ако еве докажавме дека сме неспособни да ги дадеме тие животни некаде по резервати по другите зоолошки градини. Затоа што имаме ние секојдневен помор на животни. Очигледно оваа гарнитура која е во моментов не е способна, овој град не е способен да се грижи за животните внатре. Внатре имаме слонови кои се стари, по 70 и нешто години, имаме шимпанза кои се угина и шимпанзо, никој не знаеше дека едното шимпанзото кој го донесува, а се затворени за јавност угинато, значи тоа е штама. Ако не сме способни да ставиме клjuč да ги спасиме животните, да ги дадеме по резервати или да направиме да се донесе вистински луѓе на вистински позиции кои умешно ќе знаат да ја раководат оваа установа. Ние нема така на тој начин да го поставиме прашањето на гледачите да бидеме толку ригорозни да се затвори, затоа што никој од нас не сака. Тоа не боли се, тоа е во срцето на Скопје, Скопје ЗУ. Да. Тоа е толку убаво пространство внатре, толку малку треба. Само луѓе, има многу луѓе што сакаат животни и ќе волонтираат и денеска. Само треба да се сака. Желбата е битна. Затоа ние прашањето ќе го преформулираме, односно дали треба да се одземат ингеренциите на град Скопје. Може би е подобро. Јас стоам на тој став дека доколку еве град Скопје и градоначалничката покажаа дека немаат капацитет да водат оваков тип на установа, може би подобро е тоа да стане јавно-приватно партнерство. Ќе се најдат менаџерски тим, ќе се најде компанија која ќе стои, кој ќе работи во зоолошката градина како собственик, само за бенефитот на животните и тие што не останаа па да се донесат и нови животни и на Скопската зоолошка градина да се врати сејалот, затоа што тоа е местото кога ќе ви дојде вас човек од надвор, веднаш прашува дали ви имате зоолошка градина. Скопската зоолошка градина беше посетувана од многу туристи. Сега ние имаме број намален на продадени карти, луѓе кои доаѓаат само за да сликаат што лошо се случува во зоолошката градина. И тоа не боли и пак ќе кажам доколку не сме способни да се одземат ингеренциите на град Скопје и да се најдат тимови, фирми, компании, сега карикирам, кои навистина ќе го вратат сејалот на зоолошката кој што заслужува Скопје да има зоолошка. Да, единствено што пораснало во овој мандат е бројот на директори. Тројца директори веќе кои што знам се сменети, а бројот на животни кои што мираат се повеќе расте. Стефан, многу ти благодарам на ова гостување на неубава тема. Да. Искрено се надевам следниот пат кога ќе гостуваш дека ќе ни донесеш и некои добри вести. Јас ви благодарам затоа што вратите на Алфа телевизија вашата утринска е секогаш на страна на вистината. Така да ево нека биде апел да апелираме да почнеме од некаде за да се случуваат поубави работи. Ви благодарам многу. Благодарам, Стефан. Она што сега следува се најновите вести на Алфа телевизија.